Цело Скопје се чуди што им сгрешил Борис Трајковски, што му запнале да му го тргнат името од еден од централните булевари во метрополата. Сите се кренаа со коментари, само Филип Темелковски, градоначалникот на Кисела вода, никаде го нема. Тоа што токму булеварот Борис Трајковски му е главната артерија на општината, за него не е важно. Тоа што онаа парцелата кај Расадник, каде планира 110 нови згради и 10.000 нови домакинства граничи со булеварот Борис Трајковски, за Темелковски е неважно. Важно е да минат дуповите, а како ќе се вика булеварот, не му е важно. А и што е да каже Филип Темелковски за булеварот, за кој што заедно со Петре Шилегов ветуваа негова доизградба, а 4 години нема ништо од остварувањето на ветувањето. Филип Темелковски доби готов проект за завршување на булевар, изграден и наследен во 3 готови дела, требаше само 4-та фаза да ја заврши, ама ете, Темелковски имал своји други темелни приоритети. Дуп за темели, за 110 згради, за 10.000 нови станови. Тоа што оние од Драчево и од Скопска Пинтија колите си ги искршија. Тоа што најмалку 1 час минуваат во метежот да стигнат до работа и уште толку за назад, тоа за градоначалникот не беше приоритет. А го ветуваа. Заедно со Петре Шилегов во изборната трка во 2017 година. Стоеше зад него, одоброволуваше со главата, додека Шилегов ветуваше завршување на булеварот Борис Трајковски. И сега, по 4 години, едниот решил да му го менува името, а другиот молчи. Може би и сега одоброволува со главата, ако воопшто му е важно како се вика булеварот на кој што би граничеле и би излегувале оние 10.000 нови семејства вдомени во Расадник врз темелите поставени од Филип Темелковски. Филип Темелковски не го доправи булеварот, а сега не му е важно дали ќе му го сменат името. Филипе, како ли ќе се појавиш во Драчево и во Пинтија? Уште поважно, знаеш ли ти по кој булевар се стигнува дотаму? Да се биде градоначалник не значи само да се преименуваат улиците, ниту да се мисли само на нови темели, туку да се овозможи на луѓето да останат на своите темели.